ова е моментот каде што прв пат во историјата на државата имаме практично ограничување на движење на граѓаните на цела територија на Република Северна Македонија. Знаете сите дека навистина ништо не е исто, се е вонредно и граѓаните треба да знаат дека во вакви вонредни околности треба сите да се однесуваме и вонредно и многу одговорно. Јас упатувам порака да се почитуваат одлуките, наредбите кои што ќе ги добијат од овластените службени лица и да го почитуваат, да ја почитуваат оваа забрана за движење. Меѓутоа и забраните кои што се однесуваат и на дневно движење, групирање во групи и така натаму, бидејќи одговорноста е на сите нас. Ова не е битка само на институциите, ова не е битка само на здравството, на медицинскиот персонал, на полицијата, на армијата. Оваа битка е на секој еден граѓанин на нашата земја и колку поодговорно се однесуваме, толку и подобри резултати и многу побрзо ќе се справиме со целата оваа ситуација. Јас во оваа прилика апелирам до секој еден граѓанин на одговорноста. Апелирам да останат дома во наредните денови, да не се излегува без нужна потреба од домовите и само на тој начин ќе помогнеме да застанеме на патот на ширењето на вирус. Сакам да се заблагодарам на сите лекари, на медицинскиот персонал, на сите македонски полицајци, на сите македонски припадници на армијата, да се заблагодарам на пожарникарите, на комуналните предпријатија, да се заблагодарам на вас, новинарите и медиумите, кои што сме заедно на фронтот на оваа битка за сите нас, битка за здравието, битка за животот на граѓаните. Сакам да бидеме сплотени, да бидеме единствени, да ги почитуваме институциите, да ги почитуваме одлуките на институциите и да се држиме, да останеме здрави и заедно да победиме во една оваа битка. Ама не рефлектира овој формат вечерва, не рефлектира на тоа што го зборите. Вие не изгледате сплотени, иако цело време пратиме такви пораки, иако денеска во отворено писмо господинот Мицкоски се понуди да ви помогне, денеска не го гледам министерот со вас. Зошто не е со вас или за него вази полицискиот час? Министерот е на друга локација, сакаме да се расподелиме, да бидеме на повеќе локации, да ги посетиме и да ги охрабриме сите македонски полицајци и припадници на армијата кои што се вечерва на терен, така да оваа битка бара сплотеност и единство и од граѓаните и од институциите. Сите сме заедно, на крајот сите заедно ќе победиме.